источно од сонцето и западно од месечината. Одамна живеел некој сиромашен земјоделец кој имал толку многу деца што не можел да ги најаде до ситост, а за облеката и да не зборуваме. Сите дечиња биле многу мили и убави, но најмила и најубава од нив била најмалата ќерка, која била толку убава што немало поубава во светот. Тоа се случило во доцна есен во четврток приквечер. Надвор беснеело големо невреме, а небото било многу темно. И ѕидовите на куќата се треселе поради силниот ветер што дувал и врнел уште посилен дожд. Домашните седеле околу огништето и секој се занимавал со некаква работа. Наеднаш некој 3 пати тропнал на прозорецот. Таткото излегол надвор да види кој е и што да види? Огромна бела мечка. Добра вечер ти посакувам, го поздравила белата мечка. Добра вечер нека ти е и тебе, отпоздравил стопанот. Види, дали би ми ја дал твојата најмлада ќерка? Ако ми ја дадеш, ќе те направам толку богат колку што си сега сиромав, го прашала мечката. На стопанот не му изгледала лоша можноста да стане богат, но пред да реши што било, сакал да ја праша ќерка му. Се вратил назад во колибата и кажал дека надвор стои голема бела мечка, која во замена за најмалата ќерка им нуди големо богатство. Девојчето не сакало ни да слушне за тоа и ништо не можело да го разубеди. Така, таткото сакал некел, излегол надвор и на белата мечка и рекол да се врати по една недела и дека тогаш ќе добие одговор. Потоа, секој ден упорно ја убедувал својата најмала ќерка дека може да бидат богати и дека и нејзе ќе и биде добро. Така, таа на крајот се согласила. Ги испрала и ги подзашила своите алишта, се облекла најдобро што можела и се подготвила за напад. Како што можете да претпоставите, немала многу работи за подготвување. Следниот четврток, пред зајдисонце, белата мечка дошла по неа. Со помош на бовчата се качила на нејзиниот грб и заминале. Кога поминале дел од патот, белата мечка ја прашала: "Дали се плашиш?" "Не," одговорила девојчето, затоа што навистина не се плашело. "Добро, ти држи се за моево крзно и нема од што да се плашиш," и ветила мечката. Така, оделе по патот, додека не дошле до една висока и стрмна падина. Белата мечка, само што тропнала, се отворила една врата. Низ неа влегле во еден замок со многу соби, сите осветлени и кои блескале од сребро и злато. Во трпезаријата била поставена трпеза полна со разни јадења и се било толку раскошно што човек одвај би можел да замисли такво нешто. Белата мечка му дала едно сребрено ѕвонче и рекла: "Ако ти затреба нешто, доволно е да задзвониш со ѕвончево и желбата веднаш ќе ти биде исполнета." Кога девојчето се најало до ситост и кога ја изгаснало жетта, веќе се стемнило. Било многу изморено од долгиот пат и посакало да легне да спие, па затоа задзвонило. Уште не дозвонило, веќе се нашло во една соба со раскошен кревет, што бил толку мек и толку бел, како што би можел човек да посака, со перници и балдахини од свила
и рамки од чисто злато. Се што имало во собата било од злато и сребро. Кога легнало и ја изгаснало свеќата, дошол еден маж кој легнал до него. Тоа била белата мечка која навечер го менувала животинскиот изглед. Но девојчето никогаш не го видело тој човек. Човекот секогаш доаѓал кога тоа ќе ја изгаснело свеќата, а станувал и си заминувал секогаш пред да се раздени. Така, извесно време, девојчето било многу среќно, но постепено почнало да станува потивко и потажно. По цели денови само шетало ваму таму низ собите и така еден ден посакало да си го види родниот дом, да ги види родителите, браќата и сестрите. Еден ден, кога белата мечка го прашала што го мачи и зошто е тажно, и одговорила дека многу му е здодевно да биде само и дека од се срце сака да отиде до дома, да ги посети мајка му, татко му, браќата и сестрите, и дека е тажно и потиснато токму поради тоа што не може да оди да ги види домашните. Може би ќе можеме нешто да направиме, рекла мечката. Но, мораш да ми ветиш дека со мајка ти нема да разговараш насамо, туку секогаш кога ќе има и други луѓе околу вас, иако таа ќе те фати за рака и ќе посака да те одведе во другите соби за таму да разговарате. Внимавај да не го направиш тоа, зашто така може да ја навлечеш несреќата врз нас. Така, една недела, белата мечка застанала пред девојчето и му рекла дека дошло времето кога ќе може да оди и да ги види домашните. Девојчето се качило на грбот на мечката и така заминале на пат. Патувале долго време и пред себе виделе една убава куќа, пред која растрчани си играле браќата и сестрите на девојчето и се било многу убаво, да им завиди човек. Сега овде живеат мајка ти и татко ти, рекла белата мечка. Но никако не заборавај го тоа што ти го кажав, зашто инаку ќе не снајде несреќа. Не дај Боже да ни се случи такво нешто, викнало девојчето. Кога влегло во куќата, белата мечка се свртила и го оставила девојчето само. Кога го виделе татко му и мајка му, многу се израдувале и постојано му се заблагодарувале за тоа што го направило за нив. Тие имале се што сакале и почнале да го прашуваат девојчето како живее во новиот дом. Девојчето им раскажало дека таму каде што живее е преубаво и дека има се што ќе посака. Што друго им раскажало, не знам да ви кажам, но мислам дека многу не го распрашувале, а и воопшто не можеле ни да замислат во што е тајната. Попладнето, откако ручале заедно, се случило токму тоа што белата мечка го предвидела. Мајка му го повела девојчето во својата соба за да разговараат насам. Но девојчето не заборавило што го предупредила белата мечка и никако не сакало да оди на горниот кат. Но зошто да брзаме, се обидувало девојчето да се извлече. Нашиот разговор може да почека, но мајка му не попуштила, упорно го прашувала додека девојчето не и кажало дека секоја ноќ, кога легнувало да спие и кога ја гаснало свеќата, до него легнувал маж, кого никогаш не го видело, зашто пред разденување си заминувал. Дека е многу тажно и потиснато и само оди ваму таму низ куќата цел ден и дека од се срце сака да види кој е тој маж. Дека е многу осамено
и дека му е многу здодевно. Леле, па тоа сигурно е трол. Со волшебник се спиело, му рекла мајка му. Но, ќе ти кажам како ќе го видиш. Ќе ти дадам лоена свеќа, ќе ја скриеш во пазувите и ќе ја однесеш дома. Кога ќе заспие тој, ти запали ја свеќата, но внимавај многу да не капне капка од лојот врз него. Добро, рекло девојчето, ја зело лоената свеќа и ја скрило во пазувите. Се стемнило и белата мечка дошла да го земе девојчето и да го однесе дома. Кога изминале подолг пат, белата мечка прашала дали се случило тоа што го предвидела таа. Девојчето се разбира, не можело да го сокрие тоа. Не заборавај, рекла мечката. Ако го послушаш советот на мајка ти, ќе не снајде голема несреќа и се што било меѓу нас ќе се уништи. Девојчето ја убедувало мечката дека не го прифатила советот на мајка му. Кога се вратиле дома и кога девојчето легнало во постелата, се случило тоа што секогаш се случувало. Мажот дошол и легнал до него. Среде ноќ, кога тоа сетило дека тој веќе спие, станало, направило искра со кременот и огнилото, ја запалило лоената свеќа и го осветлило мажот. Тогаш видело девојчето дека мажот всушност е најубавиот принц што кога било постоел во светот. Во истиот миг се влюбило во него и не можело да се воздржи, а да не го бакне. Кога го бакнало, на кошулата за спијање му капнале 3 врели капки лој и принцот се разбудил. Ах, што направи? Викнал принцот. На двајцата ни навлече голема несреќа. Ах, да издржеше барем една ноќ, би бил спасен. Имам маќа што ме магепса, дење да сум бела мечка, а ноќе човек. Сега меѓу тебе и мене се раскинаа сите врски. Морам да заминам и да отидам кај неа. Живее во замокот што се наоѓа источно од сонцето и западно од месечината, а со неа живее и принцезата со 3 аршини долг нос, што морам да ја земам за жена. Девојчето се расплакало и го молело да остане, но ништо не можело да направи. Тој морал да замине. Девојчето плачејки со солзи го прашало дали и тоа може да оди на пат со него. Но тоа не било возможно. Те молам, покажи ми го патот за да те побарам некогаш, го молело девојчето. Барем тоа можам, нели? Принцот му рекол дека може, но дека до тој замок не води ниту еден пат. Се наоѓал источно од сонцето и западно од месечината и никогаш не можело да отиде таму. Следното утро, кога се разбудило девојчето, немало ништо. Ниту принцот, ниту замокот. Лежало на куп папрат среде густа и темна шума, а до него се наоѓале истите стари алишта и старата бовча со кои дошло. Ги истрило сонливите очи и плачело долго време, а потоа тргнало на пат. Одело и дошло до една голема пештера. Во подножјето на пештерата, со златно јаболко во рацете, седела една баба која си играла со златното јаболко, фрлајки го нагоре и фаќајки го при паѓањето. Девојчето ја прашало дали може би знае како може да пристигне до принцот кој живее со својата маќа во замокот
што се наоѓа источно од сонцето и западно од месечината, и кој мора да ја земе за жена принцезата со 3 аршини долг нос. Од каде знаеш ти за него? Го прашала бабата. Да не си ти може би девојчето за кое требаше да се ожени? Девојчето потврдило дека е токму тоа. Така значи ти си тоа, рекла бабата. Слушај, за него го знам само ова. Знам дека живее во замокот што се наоѓа источно од сонцето и западно од месечината и дека таму ќе пристигнеш доцна или пак никогаш нема да пристигнеш. Еве, ќе ти го позајмам конјов, на него ќе јаваш до мојата најблиска соседка. Сигурно и таа ќе знае да ти каже нешто. Кога ќе стигнеш кај неа, само буцни го конјот под левото уво и речи му да се врати дома. Еве, земи го и ова златно јаболко со себе. Девојчето се качило на конјот и јавало неколку денови пред конечно да пристигне до втората пештера. Под неа седела една баба со златен чешал. Девојчето ја прашало дали знае кој пат води до замокот што се наоѓа источно од сонцето и западно од месечината. А таа, како и првата му одговорила, дека не знае ништо повеќе од тоа дека замокот се наоѓа источно од сонцето и западно од месечината. Таму ќе пристигнеш доцна или пак никогаш нема да пристигнеш. Еве, ќе ти го позајмам конјов, на него ќе јаваш до мојата најблиска соседка. Сигурно и таа ќе знае да ти каже нешто. Кога ќе пристигнеш кај неа, само буцни го конјот под левото уво и речи му да се врати дома, рекла бабата. Пред да замине бабата, му го дала и златниот чешал на девојчето, за да му послужи некаде за нешто, ако треба. Девојчето ги зело уздите в раце, јавало многу долго и преморено пристигнало до третата пештера. Таму седела третата баба која предела со златно вретено. И неа ја прашало дали знае како може да пристигне до принцот и замокот што се наоѓа источно од сонцето и западно од месечината. Да не си ти може би девојчето за кое требаше да се ожени принцот? Прашала бабата. Девојчето потврдило дека е токму тоа. Патот и таа баба не го знаела подобро од првите две баби. Замокот се наоѓа источно од сонцето и западно од месечината, рекла бабата. Таму ќе пристигнеш доцна или пак никогаш нема да пристигнеш. Еве ќе ти го позајмам конјов и најдобро ќе биде да отидеш до ветерот источник и него да го прашаш. Може би тој ги познава тие краишта и може да те одведе таму. Кога ќе пристигнеш кај него, буцни го конјот под левото уво и тој сам ќе се врати дома. Освен тоа, на девојчето му го дала и златното вретено велејки му. Може би ќе ти биде потребно некаде за нешто. Девојчето јавало долго време и најпосле пристигнало до домот на ветерот источник. Го прашало дали тој може да му го покаже патот до замокот во кој живее принцот што се наоѓа источно од сонцето и западно од месечината. Источникот многу пати слушнал како некои зборуваат за принцот и замокот, но патот до замокот не го знаел, зашто толку далеку никогаш не дувал. Но ако сакаш, ќе те испратам кај брат ми западник. Може би тој ќе знае, зашто е поголем и многу посилен од мене. Седни ми на грбов и ќе те одведам таму, му рекол источник на девојчето. Девојчето му седнало на грбот и како што можете да замислите, воопшто не се задржувале по патот. Кога отишле и влегле во домот на западникот, источникот му го представил девојчето
и му раскажал дека принцот, кој живее во замокот што се наоѓа источно од сонцето и западно од месечината, требало да се ожени со девојчето и дека затоа тоа го бара низ целиот свет. Еве дојдов и јас со девојчево, зашто сакам да знам дали може би ти знаеш како се пристигнува до замокот што се наоѓа источно од сонцето и западно од месечината, рекол источникот. Девојче, жал ми е, но јас толку далеко досега не сум дувал, кимнал со главата западникот. Ако сакаш ќе те однесам до нашиот брат Јужник, тој е посилен од нас двајцата, а тој досега дувал на секаде низ светот. Може би тој ќе ти каже, седни ми на грбот и ќе те одведам таму, рекол западникот. Девојчето му седнало на грбот и заминале до Јужникот. И можам со сигурност да кажам дека не патувале многу долго. Кога пристигнале, западникот го прашал Јужникот дали може би тој знае да му го покаже на девојчето патот до замокот што се наоѓа источно од сонцето и западно од месечината. Што зборуваш? Викнал Јужникот. Ти ли си тоа девојче? Вистина е дека дувам низ целиот свет, но толку далеко се уште не сум дувал. Ако сакаш, ќе те однесам до брат ми Северник. Тој е најстар од сите нас и најсилен е. Ако тој не знае каде е замокот, тогаш никој во светов не може да ти помогне. Седни ми на грбов и ќе те одведам кај него. Девојчето седнало на грбот на Јужникот и брзо пристигнале до домот на Северникот, кој бил многу див, мрачен и студен, и темни студени облаци летале околу него. О, громови и молњи, што сакате од мене? Уште оддалеку зататнил тој, човек да се исплаши. Брате, не зборувај лошо, рекол Јужникот. Јас сум, брат ти Јужник. Со мене доведов едно девојче, кое го бара принцот, кој живее во замокот што се наоѓа источно од сонцето и западно од месечината. Неизмерно копнее по принцот и прашува дали ти некогаш си бил таму и те моли, ако знаеш, да му го покажеш патот што води до замокот. Да, добро знам каде е тој замок, рекол Северник. Еднаш таму однесов лист од трепталка и тоа толку ме измори, што неколку денови не можев да се соземам. Девојче, ако навистина сакаш да одиме таму и ако не се плашиш, седни ми на грбов и ќе одиме веднаш. О, сакам, премногу, воодушевено викнало девојчето. Морам да отидам таму, ако е можно и ако сака и нека татни и трешти, мене воопшто не ми е страв. Тогаш нека биде така, рекол Северник. Но оваа ноќ мора да преспиеш овде, зашто утре треба да одиме цел ден ако сакаме да пристигнеме таму. Следното утро, Северник го разбудил девојчето пред мугрите, потоа се надул, се накострешил и станал толку силен да ти е страв да го погледнеш. Задувал толку силно, високо под облаците, да си помисли човек дека никогаш не ќе можат да застанат. На земјата задувале силни ветришта, се откорнувале дрвја во шумите, се уривале куќи, а кога минувале над широкото море, потонале стотина бродови. Така летале многу долго и не можеш ни да замислиш колку далеко отишле, а морето уште не го преминале. Северник почнал да ја губи силата, го губел здивот, одваил, дувал, крилјата му се спуштале се пониско, додека не се спуштиле толку ниско, што сртовите на брановите му ги гребеле петиците. Се плашиш? Северник го прашал девојчето, но тоа воопшто не се плашал. Почнало да се надзира копно.
Северник собрал сила да го одведе девојчето до брегот под прозорците на замокот, што се наоѓал источно од сонцето и западно од месечината. Потоа целосно ја изгубил силата и неколку дена пред да се врати назад, морал да се одмори и да лежи. Следното утро, девојчето седнало под прозорците на замокот и почнало да си игра со златното јаболко. Девојчето прва го видела долгоносата, која требала да се омажи за принцот. Девојче, за колку пари ќе ми го продадеш своето златно јаболко? Прашала долгоносата додека го отворила прозорецот. Не го продавам ниту за злато, ниту за пари, одговорила девојчето. Што сакаш за него ако не сакаш злато или пари? Кажи ми, што сакаш да ти дадам? Прашала принцезата. Дозволи ми да отидам кај принцот кој живее овде и да останам една ноќ кај него и ќе ти го дадам златново јаболко, одговорило девојчето. Добро, се согласувам, рекла долгоносата и така го добила златното јаболко. Вечерта, кога девојчето влегло во спалната соба на принцот, тој спиел длабоко. Се обидувало да го разбуди на разни начини. Го удирало и ронело горчливи солзи, но ништо не можело да го разбуди принцот. Штом се разденила, принцезата со долг нос влегла во собата и го истерала девојчето надвор од замокот. Девојчето повторно застанало под прозорецот на замокот и почнало да си игра со златниот чешел. И се повторило сето тоа што се случило вчера дента. Принцезата го прашала девојчето што сака во замена за чешелот. Тоа одговорило дека не го продава ниту за пари, ниту за злато, но дека ќе го даде ако го пушти да оди кај принцот и таму да ја помине ноќта. Кога девојчето влегло во спалната соба на принцот, тој спиел длабоко. Се обидувало да го разбуди на разни начини, го удирало и ронело горчливи солзи, но ништо не можело да го разбуди принцот. Штом се разденило, принцезата со долг нос влегла во собата и го истерала девојчето надвор од замокот. Третиот ден, девојчето пак седнало под прозорецот на замокот и почнало да си игра со златното вретено. Долгоносата принцеза го посакала и вретеното. Го отворила прозорецот и го прашала девојчето што сака да му даде во замена за вретеното. Девојчето трет пат одговорило дека не го продава ниту за пари, ниту за злато, но дека ќе го даде ако ја пушти да оди кај принцот и таму да ја помине ноќта. Принцезата повторно се согласила со задоволство. Треба да знаете дека во замокот биле затворени и неколку слугинки. Нивната соба се наоѓала токму до собата на принцот и тие добро слушнале дека веќе 2 пати кај принцот доаѓа некое девојче кое напразно го моли и преколнува да се разбуди и тоа му го кажале на принцот. Кога третата вечер дошла долгоносата принцеза и кога му ја давала напивката за спиење, принцот се преправал дека пие, а тој всушност целата течност ја излеал зад грбот, зашто дознал дека долгоносата принцеза му дава пијалок за заспивање. Принцот вечерта сосема буден го пречекал девојчето. Тоа сакала да му раскаже за се што доживеало пред да успее да дојде кај него. Дојде токму на време, утре требаше да правам свадба, рекол принцот со големо олеснување. Нема да се оженам со долгоносата, ти си единствената во светов која може да ми помогне. Ки речам дека прво сакам да се уверам дали може да биде добра невеста и вредна домакинка и ќе ја замолам да ми ја испере кошулата со 3 лоени дамки. Ке се согласи, зашто не знае дали ти ги направи тие дамки, нема да може да ги исчисти,
зашто дамките може да ги исчисти само крстена душа, а не трол како што е таа. И тогаш ќе кажам дека за невеста ќе ја земам само девојката која ќе може да ги исчисти трите дамки. Тогаш ќе те повикам и тебе да се обидеш да ги исчистиш дамките. Така ја поминале целата ноќ радосни и среќни. Следниот ден, кога требало да се одржи свадбата, принцот рекол: "Прво сакам да се уверам дали е вредна мојата невеста." "Добро," веднаш се согласила макејата. "Видете колку убава кошула имам," рекол принцот и ја покажал кошулата. "Сакам да ја облечам за свадбата, но има 3 дамки од лој, многу сакам да ги исчистам и се заколнав дека ќе се оженам само со онаа девојка која ќе може да ги исчисти дамките од мојата кошула. Таа девојка што не може да ги исчисти дамкиве, не заслужува да ми биде невеста." "Тоа воопшто не е тешко," потврдиле присутните. Така, долгоносата ја зела кошулата в раце и веднаш почнала со сета сила да ги трие дамките. Колку посилно ги триела таа дамките, тие станувале се поголеми. "Што ли е ова сега?" запискала старата вештерка, незината мајка. "Бегај, бегај од овде, јас ќе ги исчистам." Но што ми ја фатила кошулата, таа станала уште повалкана и колку повеќе ја чистела, цедела и плакнела, уште поголеми и поцрни станувале дамките, а кошулата станувала потемна и погрда. Ја зеле и уште неколку други тролови, но колку и да се труделе, кошулата станувала уште потемна и погрда, додека на крајот не станала толку црна што изгледала како да ја извадиле од оџак. "За ништо не ве бидува, од првата до последната," рекол принцот. "Една обична кошула не можете да исперете. Ајде да видиме дали она сиромашно девојче кое седи надвор ќе може да ја испере кошулата." "Девојче, дојди поблиску," викнал принцот. Тоа се приближило. "Знаеш ли како да се исчисти оваа кошула?" го прашал принцот девојчето. "Па, веројатно знам," одговорило девојчето. И што ми ја фатило кошулата и ја ставило во вода, кошулата се исчистила и станала побела дури и од снег. "Ти си вистинската невеста за мене," се израдувал принцот. Тоа толку ја разгневило старата вештарка, што во тој миг пукнала од злоба и гнев, а по неа пукнала и принцезата со долг нос и сите нејзини грди другарки. Барем така мислам јас, зашто од тогаш не ги видов повеќе никогаш. Принцот и принцезата прво ги пуштиле на слобода сите затворени слугинки, а потоа го зеле сето злато и сребро и заминале колку што е можно подалеку од замокот што се наоѓал источно од сонцето и западно од месечината. Добра ноќ.